напишавте книга, таму ги презентирате вашите емоции, таа емотивна страна на вашиот карактер може публиката да види. Ова е таа книга која се лажам. Да. Загубената љубов на Марија, ја донесов подарок за тебе. Благодарам. Ќе дозволиш некоја минута чисто да го објаснам контекстот. Не знам дали се гледа. Ова е Солун, некаде 1909 година, бидејќи е роман, нели фикција, рамката ја правам јас. А ова е, нели, хероината Марија. Се работи за една љубовна приказна на двајца македонци пред поделбата на Македонија во Солун, кој што не очекувале дека ќе заврши надворот Македонија. И се одвива и после поделбата на Македонија, па се говори за саркофагот, односно гробницата на Александар Македонски, кој што е сместена во романот, да. Паско Кузман проба, не успеа. Јас ја проба многу други. Јас ја најдов во романот. Како се викат сите овие што беа на Они пробуваат, ама јас ја најдов. Парички некој најдов ги фатија тамо, меѓутоа гробот. Значи ја сместив на Змискиот остров во Преспанското езеро. Да, тама е. И имаше една многу малку оф топик, односно дигресија. Бев на една научна конференција каде што имаше еден археолог од катедрата за археологија на Филозофски факултет, кој што презентираше златни артефакти. И он испрезентира на таа конференција паричка, односно брош, на кој што има 16 крако сонце и лав на исто место, единствен артефакт таков кој што е откриен, и откриен на Змискиот остров. Меѓутоа тоа го дознав од после објавувањето на романот. Преспа е интересен крај. Па е нели нешто како откриваат и подводи. Таму беше нели седиштето на царството на Самуил пред да го префрли во Охрид, па и архиепископијата, па и гробот и така натаму. Свети Ахил нели се нарекува тоа место. Таму има и црква стара. Има и римски остатоци на островот. Има и добро ресторанче, тој е прв братучет на Слободан Близнаковски, политичар, веројатно бевте заедно во Народна што е, да. Се познавам се. Народна партија некаде пред 7-8 години бевме тамо и навистина убаво нели има еден понтонски мост, од лева десна страна риби скокат, богато е Преспанско езеро со краб, со риби. Тука е нивице во непосредна близина кај што го подпиша Преспанскиот договор, така да има и добри, има и лоши историски реминисценции. Битно има историја многу. Има историја тој крај и убав крај е. Јас го истражував Змискиот остров и практично се базирав на ова е Свети Ахил, нели? Змискиот остров е поголем на друго место. Практично па да има повеќе островчиња, нели? Царски остров тој што е подолу. Но како и да е, целата зона е прилично македонска, но и прилично историски вака интересна и затоа го сместив таму. Крајот е интересен, нели? Млада турска револуција почнува од Ресен 1908 година, значи се е тука. Туро ресенско лоби кој владееше со Република Македонија, ние садеме дека Панде Полемишевски ќе видиме за еден месец на интервју во врвот на неговата МОК. Двајца, тројца најмокни луѓе во Република Македонија, па Љапчев, па Симеон Радев, Христо Татарчев, значи. Сега, ама ние не ги признаваме некој од нив, за да дознаат повеќе публиката е веќе да завршиме со овој дел, нели, на најава. Па да ти ја подарам официјално. Книгата ќе подарите, а јас ќе кажам дека имате вие канал за историја на YouTube, можете да го следите, да станете сабскрајбери, тој е. Да. Бесплатно можете да го следите Филип Петровски на тој историски канал. Повели книгата, таа е во тврд повес. И кој е загубената љубов на Марија? Да не расипуваме. Значи, во книгата главен јунак е Андон, а тоа е ќосето практично. Ќосето е во релација со Марија и во книгата исто ќе се сретне ќосето во затвор со Чакаларов. Значи, користени се историски личности, но во фикција која што јас сакав на некој начин да ја приближам. Чакаларов е со потекло цело до нашето село во Егејска Македонија. Сега има и ние историска личност од тоа село, Соте Лукровски, така што сите падна во вода. Соте Лукровски сега најисториска личност од нашето го замени Чакаларов. Го замени Чакаларов, до нашето село е Стојан Христов. Стојан Христов и другиме беа големи пријатели. Сме го спомнувале тука во емисија, нели? Стојан Христов, така да кога ќе дојдат од ВМРО да ми кажуваат за МПО и да ми кажуваат за тие некои работи, сепак треба да прочитат малку повеќе. Не можат да зборуваат затоа што не ги знаат работите. И тоа за разлика од нив, јас сум ни разговарал со. Говориме ние за една нова генерација на
на лукративни, пошто рече Лукровски, да го искористам Има улица терминот. Јане Лукровски во Лукративни автокоманда, политичари. има улица Вамбел, еве сега Сотир Лукровски, Скопје на вода. Значи практично Скопје на вода. практично лукративни политичари кои не се тоа ни политичари, тоа се ситни џепчи кои што го користат и злоупотребуваат името, светото име на ВМРО. Вие сте втор политичар што има книга напишана. Стојан Андов беше прв и тој имаше љубовен. А Андов е рецензент на мојата прва книга. На вашата прва книга. Да. Добро, значи вие поставките на Стојан. Па не, ја лично мислам дека ние нешто треба да вратиме на општеството. Јас, мојата прва книга што ја рецензираше Андов беше Говорите во парламент. Јас често се запрашувам, помина 2-13 парламентарни состави, ниеден пратеник не се одважи да ги собере и да ги објави своите говори. Затоа што нема што да објави. Обид за мемуари. Кој е Лупчо Ѓоргиевски. Добро, ама Лупчо беше и премиер. Киро Глигоров има напишано, Андов има така некои раскажувачки мемуари направено. Од Бранко Цренковски чекавме нешто да биде направено. Не. Ништо. Бранко уште капо. Јас мислам дека и Васил Тупурковски, освен за Филип и за Александар Македонски, ќе може нешто да напише, да остави. Ако Никола Груевски не говори за тој период, мислам дека ќе има доволно време во Будимпешта да напише некој роман, некоја книга. Многу скромно, многу сиромашно, значи останавме без некоја граѓа, а историјата и историографијата всушност почива на тоа. Вие кога ќе видите бугарите што ја вадат, не знам, Ванчо Михајлов пиел кафе во Истанбул или пиел кафе во Рим, тој што бил со Ванчо Михајлов на средба ја зима сметката и ја дава во бугарскиот архив. Значи или било кој друг, значи и врз база на тоа тие прават одредени реконструкции кај се тиче претпоставки што сакале или што разговарали така на. Тоа е суштината на историјата. Ние сме сиромашни како држава со интелектуален капацитет. Уште посиромашни сме како држава со интелектуален капацитет од луѓето што се занимаваат со политика. Значи во политика ние имаме тежок просек или подпросек на луѓе кои што немаат појма кај се наоѓаат, кои што се само бројка, кој што треба да стисне дугме да изгласа закони. И затоа велам, никој не се одважи од пратениците нити да објави нешто од проста причина што немаат што и да објават. Многу од пратениците немаат ни говорено во парламент или говорат на нарачани реплики кои што треба да го пофалат премиерот или некој од министрите, така што нема граѓа за книга, не останува ништо кога ќе исчезнат од сцената. Како беше нели оне вид што кажувавме во комунизмот, нарани ги кучињата и не ги чепкај копчињата, односно дугмињата. Така е. Овде ништо не прават, само научија како да се уклучат или да се исклучат од собранието. Јас секогаш кога говорам за парламентот или за било која политичко ниво на државата, прашувам, колку од пратениците сега од 120 ние знаеме имиња? Па дали на 10 20 или на 5. 20. Тие што биле министри, но тука не е крајот. Ако знаеме 20, не зборувам за овој парламентарен состав, да речеме да се напрегнеме и да се сетиме на 20 имиња. Колку од тие 20 имиња во интелектуална смисла тежат или значат нешто за општеството? Најверојатно нула. Арбер Адеми, министар за образование, дали е пратеник? Не знаете. Бујар Османи, дали е пратеник? Кои се пратеници од редовите на Дуј Осман Али Ахмети? Не знаете. Никој не знае. Мендух Тачи, дали е пратеник или не е пратеник? Еве седнете и направите ваква штих проба, прашете ги граѓаните на анкета во Република Македонија, не дека нема да знаат што било на 11 октомври. Па ќе се смееме, нели, ќе правиме мемиња на социјалните мрежи, нема да знаат ни кој седи во парламент, кој одлучува за нивната судбина, кој ги троши нивните пари во владата на Република Македонија, кој е за животна средина, не знае. Кој е за локална самоуправа, не знае. Кој е за некој друго, информатичко општество, не знае. Значи, ние всушност станавме кој Швајцарија, не сме богати кој Швајцарија, ама толку не знаеме за политиката исто кој Швајцарија.